Екстремно топлото време, кое во текот на оваа недела ги зафати северозападниот дел од Соединетите држави и југозападниот дел од Канада, конечно попушти. Но зад себе остави стотици починати. 49,4 целзиусови степени. Градчето Литон во Британска Колумбија го постигна овој неславен рекорд за историски највисока температура измерена досега во Канада. Спротивно од логиката, на југ беше постудено, но само малку. Во Соединетите држави беа измерени речиси 47 степени во Портланд, Орегон. Овој град во кој температурата речиси никогаш не надминува 30 степени е потопол од Лос Анџелес или Мајами. Feels like Armageddon. It really does. Екстремните температури се одговорни за стотици смртни случаи изминатава недела. Лекарите во целиот регион со полни раце работа. Итната помош преоптоварена. Up to 2 hours for high-level priority calls. People are waiting, over an hour on a regular basis right now, and I've heard up to 12, 15 hours for non-emergency calls. И болниците преполни. Дел од нив ги активираат центрите за одговор на катастрофи. It certainly was a disaster response of sorts. I think that hospitals really had to be prepared for these large influxes of patients that we're not used to seeing, especially this early in the summer. И источниот дел од САД се соочува со невообичаено високи температури, но во однос на западниот брег тие делуваат дури и умерено. Во главниот град Вашингтон беа измерени 36 степени, но поради големата влажност на воздухот, чувството е дека е многу потопло. Plenty of water, and you do it like how I do it. Just drink water before you come out. You'll be hydrated when you get out. To have cool drinks, find a good restaurant. Екстремните температури носат и друга опасност која демне секое лето – шумски пожари. Председателот Џо Бајден имаше координативен состанок со гувернерите на 10 сојузни држави на кој се разговараше како да се превенира повторување на катастрофалните пожари кои минатите неколку години беснееа на западниот брег на САД. California and some other places, the drought conditions are twice that's what they were last year. And right now we're seeing record heat in Portland and across the west. Американскиот председател најави дека дел од мерките вклучуваат изголемување на минималната плата за пожарникарите на $15 на час на федерално ниво, како и до 10% покачување за оние кои одат на терен. Се прават и планови за лансирање сателити кои би помагале во раната детекција на шумските пожари, како и за развивање на апликации за мобилни телефони кои навремено би ги предупредувале жителите за потенцијалните опасности. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.